Понеделник, 20 октомври 2025 година, почитувани гледачи, добре дојдовте во централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за одбележувањето и на денешниот ден. Следете не. Во Кавадарци доминантна победата на Митко Јанчев во првиот круг и советничката листа на ВМРО ДПМН издоминира, бидејќи според првите неофицијални резултати освоија 12 советнички места. Почитувани присутни, сакам да прогласам голема победа во Кавадарци. Граѓаните на општина Кавадарци ни дадоа голема доверба. Градоначалникот освои близу 14.000 гласови или 75% од излезноста. Според досега пребројаните 90 и нешто проценти од гласовите. ВМРО ДПМН и коалицијата имаме 12 загарантирани советници со тенденција, со прогресија и со тенденција да можеме да го земиме и 13-тиот. Сакам да изразам огромна благодарност до сите кои што беа во оваа кампања. Сакам да изразам и голема благодарност до граѓаните, до неопределените, жителите на општина Кавадарци, кои што за прв пат дадоа ваква огромна поддршка на ВМРО ДПМН и на градоначалникот Митко Јанчев. Почитувани членови на ВМРО ДПМН и симпатизери, денеска Кавадарци покажа како треба после 8 години квалитетно раководење и водење со Кавадарци, успеавме да усвоиме 75% до излезеност, или кажано во бројки скоро 14.000 за Митко и ВМРО и 2.500 за Виктор и СРСМ. У историјата на ВМРО ДПМН и на општина Кавадарци, ВМРО втор пат поред има убедливо мнозинство во Советот. Од можните 19 советници, сигурно има 12, со пребројувањето може, со довршувањето добијат и 13. СДС има 3 или 2. Толку. После 8 години раководење и после 4 години мандат на Стојанче Рамов, дефинитивно ова е оправдување за нашето работење и дефинитивно ова е гласот на народот. Народот знае да си каже, ВМРО ДПМН никош нема да го изневери народот, и советниците и градоначалникот ќе работат како да е прв ден. Тоа што го ветува во кампања цело ќе го исполни. За крај, прекрасно е чувството да си во твојот град, со твојот човек, со твојата партија, за твојата иднина. Нема поубаво чувство. Голема благодарност до сите членови на ВМРО ДПМН, сите симпатизери и оние кои што го дадија гласот за ВМРО ДПМН и за Митко, но голема благодарност и за оние што излегоа и го потрошија узелот гласот. Меѓутоа, тоа е демократијата, сме здрави и живи. Почитувани присутни, да ви се заблагодарам за вашето внимание и за вашата силна волја и желба за ВМРО ДПМН, заедно со градоначалникот и заедно со сите вас и сите граѓани во општина Кавадарци и во наредните 4 години да бидат ваши достојни партнери со силно крената глава, и оваа победа е заедничка победа на цело Кавадарци. Моторот на таа победа е ВМРО ДПМН и градоначалникот Јанчев. Искрено, градот го водиме во правилна насока, тоа го покажа и денешното гласање. Со Господ напред, со голема верба во вас и во нас, сметам дека општина Кавадарци во наредните 4 години ќе ја водиме достоинствено, и тоа што силно можеме да ви ветиме дека никогаш не треба да избегаме да се држиме далеко од народот, затоа што народот дава, народот казнува. Нашиот честен образ и нашата силно подадена рака кон целото Кавадарци, кон сите вас, верувајте дека ќе продолжи во наредните 4 години, и едно можам да ви ветам, дека кога е интересот на Кавадарци и на сите нас, никогаш нема да бидете изневерени. Сите ваши и сите наши заеднички цели во иднина ќе бидат заеднички успех, заедно со најглавниот, со премиерот Христијан Мицковски, заедно со кој наредните 4 години ќе бидат препорот на нашето Кавадарци.
Тоа што сакам и би го посакувал од сите вас, онека како што доликува да се израдуваме на оваа победа, утре да одмориме и од вторник да ги засукаме ракавите. И секогаш да бидеме до вас, за вас и сите заедно. Ветивме победа и имаме победа, рече Христијан Мицкоски по првичните неофицијални резултати. За лидерот на ВМРО ДПМН ова е триумф на народот, а Македонија не избра партија, туку насока избра вредности. Драги пријатели, ви ветивме победа и имаме победа. Триумф на народот, на верниот народ. Вечерва Македонија не избра партија, туку насока. Избра вредности. Избра луѓе што веруваат во работа, а не во зборови. Но, ова убедлива победа не е крајот. Ова е само почеток на новата македонска енергија, мирна, одлучна и праведна. Во овие недели покажавме дека политиката може да има поинакво лице. Без навреди, без гнев, без омраза, со достоинство. Со поглед право во очи, со дела наместо со празни ветувања. Граѓаните го препознаат тоа. И вечерва, со убедливо мнозинство ја потврдија својата доверба. Не заради нас, туку заради себе. Поради своите семејства, поради својата иднина, поради Македонија. Секој човек што излезе и гласаше за продолжување на промените, гласаше за вистината дека може подобро, дека честноста вреди, дека трудот носи резултати, тоа е нашата врска и довербата не е награда. Таа е задача што почнува утре наутро, со секој нов ден, со секоја улица, училиште, фабрика, болница што ќе ја направиме. Со секој нов човек кој верува дека овде има смисла да се живее и да се сонува. Оваа победа ја градевме чекор по чекор. Не со ветувања, туку со работа, не со спектакли, туку со упорност. И затоа таа победа не е само наша. Таа е на сите што веруваат дека државата мора да се движи напред, дека општините мора да растат, дека иднината не треба да се чека, туку да се создава. Да бидем искрени, патот не е лесен, но Македонија има сила, има и луѓе, има и волја. И кога тие три нешта ќе се соединат, нема сила што може да ја сопре татковината. Затоа вечерва не славиме, туку ветуваме. Ветуваме дека ќе работиме уште повеќе. Дека секој глас ќе го претвориме во дело, секоја надеж во резултат. Ветуваме дека оваа победа нема да ја мериме со бројки, туку со направени дела. Затоа што вистинската победа ќе биде кога секој човек ќе каже да, вредеш. Пријатели, пред нас се уште 2 недели. 2 недели на одлука. 2 недели во кои треба да ја заокружиме промената што ја започнавме. Ова не е време за опуштање, туку за последниот напор. Бидејќи секој глас што ќе остане дома е подарок за оние што ја уништуваа Македонија. А секој глас што ќе излезе е чекор кон иднината што ја создаваме заедно. Тезата дека имало нерегуларности не е издржана и плитка. Ги имавме најдемократските избори досега. А се друго е само алиби и површен обид да се оправда слабиот резултат на опозицијата. За Стојан Николов предноста во првиот круг е победа голема како планина. Кандидатот за градоначалник од редовите на СДСМ им се заблагодари на довербата на жителите на Росуман и повика на масовност и во вториот круг. Почитувани сограѓани, почитувани жители на општина Росуман, сакам од срце да ви се заблагодарам за вчерашната победа на локалните избори. Оваа победа е голема победа. Голема победа како планина за мене. Вие ги препознавте вистинските резултати во општина Росуман. Вие ги препознавте решенијата кои што ние ги нудиме за наредниот 4 годишен мандат. Но работата не ни е завршена. Затоа ве повикувам сите
без разлика на партија, без разлика на било каква определба. Во вториот круг да излезете уште помасовно и да го завршиме она што го започнавме вчера. Да ја потврдиме нашата изборна победа и да продолжиме да ја градиме општина Росоман за сите луѓе. СДСМ победи во 3 општини во првиот круг и влезе во вториот круг во 20 општини. За председателот на СДСМ Венко Филипче, овој резултат не е тој кој го посакувале сите, но во одредени општини има зголемување на бројот на гласови. Најпрво, дупатам честитки за добро организираниот изборен процес. Денот помина мирно, имаме некои одредени забелешки за изборниот процес, тие забелешки се дадени до соодветните институции, ОПСЕ и Државната изборна комисија, односно ќе бидат поднесени во текот на утрешниот ден. Им честитам на сите градоначалници кои што победија во првиот круг. Од досега пристигнатите резултати, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во првиот круг победи во 3 општини, тоа се Крива Паланка, Кривогаштани и Богданци. Понатаму од преброените близу 70% од гласовите, водиме во уште 9 општини, тоа се Центар, Пробиштип, Чучар Сандево, Чешиново, Валандово, Конче, Крушево, Лозово и Росоман. И таму ќе има втор изборен круг. И дополнително во уште неколку општини каде што сме на второ место, а тоа се Неготино, Македонска, Каменица, Рамковце, Дојран, Демиркапија, Зрновци и очекуваме податоци од уште неколку места. Апелирам да граѓаните излезат масовно на гласање во вториот круг. Битно е да избраните градоначалници имаат легитимитет од што поголем број на граѓани. Овој резултат мислам дека не е тој кој што го посакувавме сите, меѓутоа би рекол дека, имајќи ги предвид околностите, не е лош резултат, посебно што не насекаде, меѓутоа во еден добар дел од општините навистина имаме зголемување на бројот на гласови, кога ги споредуваме со ланската година, и тоа е еден доказ на таа консолидација која што започна изминатите месеци, изминатата година во партијата, процес кој што секако зема време и процес на кој што интензивно ќе работиме во следниот период. Регистрирани 29 прекини на изборниот процес од техничка природа. Пријавени се вкупно 91 настан, од кои најголемиот дел се однесуваат на агитирање и подкуп. Во текот на денот, гласањето започна навреме на сите гласачки места, освен на 84, каде што имаше технички проблеми и задоцнување до максимум 2 часа. Регистрирани се 29 прекини на гласањето во трајање од 15 до 30 минути, најчесто поради технички проблеми со уредите за идентификација, кои беа навремено решени. Најмногу од нив беа на подрачје на СВР Тетово и СВР Охрид. Пријавени се вкупно 91 настан на територија на Македонија, од кои најголемиот дел се однесуваат на агитирање и можен подкуп, а дел на фотографирање на гласачкото ливче, лепење плакати и упатени закани. По превземени мерки, за 42 од пријавените случаи постапките се завршени, а во најголем број истите наоди не се потврдени. Во тек се активности по останатите случаи во соработка со обвинителството и останатите органи. Лишени од слобода се 11 лица во текот на денот, во повеќето случаи поради подкуп, фотографирање или уништување на гласачко ливче. 4 се веќе ослободени, а 7 се задржани на понатамошна постапка. Пријавени се и 7 настани со наводна инволвираност на полициски службеници, од кои за 6 е утврдено дека не постојат неправилности, а за еден случај се преземаат мерки за расчистување. Секторот за компјутерски криминал регистрираше 19 објави на социјални мрежи и интернет простор поврзани со изборите, кои се предмет на понатамошна проверка. Сите овие податоци
потврдуваат дека денешниот изборен процес помина во мирна, фер и демократска атмосфера, без ниту еден посериозен инцидент или нарушување на јавниот ред и мир. На меѓународниот економски форум Перспективи во Љубљана Неготино ја доби наградата Global Local. Општина Неготино беше прогласена за најдобра локална заедница во средна и југоисточна Европа за развој на предприемништвото. Општина Неготино е избрана за најдобра локална заедница во средна и југоисточна Европа за развој на предприемништвото. Горан Стојанов, улога на градоначалник на општина Неготино од 15 до 18 овој месец, присуствуваше и зеде активно учество на меѓународниот економски форум Перспективи, што се одржа во Љубљана, Република Словенија, во организација на Светскиот конгрес на предприемачи. На настанот преку аудио-видео материјал, тој ги презентираше условите и можностите што општина Неготино ги нуди за развој на предприемништвото. Новој реномиран настан од страна на Меѓународниот економски форум на општина Неготино и беше доделена големата награда и признанието Global Local за најдобра локална заедница во 2024-2025 година за креирање на добар амбиент за развој на предприемништвото на територијата на подрачјето на Средна и Југоисточна Европа. Со посебна чест и гордост, Горан Стојанов ја прими оваа награда и од името на граѓаните на општина Неготино се заблагодари за добивањето на истата. Во дневникот информации од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Од ноќеска на полнок за 1 денар поевтинува дизелот, цената на бензините не се менува, а поевтинуваат мазутот и екстра лесното масло за домаќинство. И пред самиот крај на дневникот информација и од спортот. Ракометарите на ГРК Тиквеш утре ќе му гостуваат на Радовиш. Ова е убава можност за кавадарчани да забележат нова првенствена победа. Во отсуство на фудбалски и кошаркарски надпревари заради изборите, во машката ракометна Суперлига викендов се одиграа средбите од редовното 8 коло. Бутел, потешко од очекувањата, ја совлада Струга со 30-27. Вардар го продолжи максималниот учинок и на гостувањето кај Куманово, каде славеше со 25-32. Гостинска победа славеше и Охрид, кој на гостувањето го совлада Прилеп со 18-34. Во братската пресметка во Битола, Еврофарм Пелистер, како гостин, го доби дуелот со својот втор тим со резултат 27-34. И во скопската пресметка помеѓу Пролет и Алкалоид победа славеше гостинскиот тим со 20-29. Последниот надпревар од ова коло помеѓу Радовиш и Тиквеш ќе се одигра утре на 21 октомври според последното делегирање, бидејќи кавадарчани викендов на домашен терен го одигра реваншот со турскиот шампион Бешикташ во рамките на ЕХФ Европскиот куп, кој патем речено го загубија со 21-23 и ја завршија европската авантура за оваа сезона. И на крајот од дневникот да погледнеме какво време не очекува. Променливо облачно со сончеви периоди. Во крајните јужни и источните делови ќе има услови за слаб локален дожд. Ќе дува умерен ветер од јужен правец. Температурата ќе се движи од 8 до 19 степени. Гостувавте централниот дневник на КТВ телевизија. Ви благодариме на вниманието и ви посакуваме пријатни мигови.